Родителите и учениците со поделени мислења. Дел од нив сакаат настава со физичко присуство, дел не сакаат ниту да чујат. Епидемиолошката состојба со коронавирусот, високите бројки на заразени и починати, предизвикаа страв кај родителите кои сметаат дека онлайн настава е единствена опција за заштита на здравјето на учениците и наставниците. Бараат од Министерството да дозволи секој родител да може само со молба до училиштето да побара неговото дете да следи онлайн настава. Децата треба да почнат со физичко присуство од 1 септември. Но, поради тоа што доаѓа цунами, имаме секој ден по 30 починати и огромен број заболени поединци и млади луѓе кои завршуваат со тешки клинички слики во болниците, сметаме дека оваа година онлайн наставата треба да се одржи по секоја цена. Од иницијативата Настава и учебници мора да има од самиот старт се за настава со физичко присуство. Стојат на ставот дека местото на учениците е во училишните клупи и образованието не смее да трпи. Но дополнителен проблем пред самиот старт на учебната година представува и концепцијата за основно образование и дигитализацијата на учебниците. Иако министерката веќе ги промовираше дигиталните учебници, од Сдруженијето велат дека тоа што Министерството го направи, без да ја послуша јавноста, е повреда на родителските и детските права. Најавија последен обид да ја спречат новата концепција, а ќе поднесат представки и до Уставниот суд. Се припремаат представки до Уставен суд за утврдување на судир на интереси и злоупотреба на надлежност и тоа индивидуална одговорност која се однесува на министерката и Министерството за образование и наука и колективна одговорност која се однесува на владата. Во меѓувреме ќе доставиме представка и барање до собранието за ставање на суспензивно вето на законите и концепцијата, се до пресудата на Уставен суд за оценување на уставноста на овие акти. Од Сдруженијето кое брои над 80.000 членови најавија бојкот на наставата од 1 септември, ако и при овој обид не успеат да ја премислат министерката Царовска.